почитувани граѓанки и граѓани, почитувани представници на медиумите. Амбасадорите на државите членки на Европската Унија вчера донеса одлука Албанија да ги продолжи преговорите со Европската Унија и да се раздвои од Северна Македонија на патот на евроинтеграциите. Со оваа одлука станува јасно дека Албанија ќе добие зелено светло за продолжување на втората фаза за преговори со ЕУ и отворање на првиот кластер. Раздвојувањето на Албанија и Северна Македонија е тежок пораз на политиките на владата, на планот на европската интеграција на државата. Но пред се, ова е огромна катастрофа за иднината на граѓаните. За жал, ова нова пропуштена шанса ќе се одрази на многу семејства и на уште една цела нова генерација. Ова ја убива надежта дека нашата држава може да напредува и да се развива. Почитувани граѓанки и граѓани, ВМРО, ДПМН и Христијан Мицкоски на граѓаните им сервираа една голема изборна измама. Преку куп лаги и манипулации, тие се обидоа да ја скријат вистинската намера. А вистинската намера е дека ниту имаат план, ниту сакаат државата да напредува и да се развива во и кон Европската Унија. Велеа, планот ќе го соопштеле откако ќе победат на изборите. Па еве денес, откако доживеавме тежок пораз, ги прашуваме кој е планот? Кои се роковите на планот, ако воопшто го има? До кога ќе бидете фиктивна опозиција во државата и нема да преземете одговорност и честно да кажете што ќе се случува со оваа земја. Сега Македонија останува изолирана, без јасен план и стратегија како ќе продолжиме напред. За само 100 дена владата ја закопа последната надеж дека тука некогаш подобро ќе се живее. Политиките на ВМРО ДПМН кои служат само за ширење на популизам и лажен патриотизам, ни носат само меѓународна изолација, економска стагнација и внатрешни тензии. Осиромашена, безнадежна, внатрешно раскарана и раселена, ова е планот на ВМРО ДПМН за Македонија. Почитувани граѓани и граѓанки, за прв пат по 30 години откако државата го започна својот пат кон ЕУ, владата сама себе се блокира. Стравот од било кои идни блокади е сам по себе блокада. Мицкоски ги блокира граѓаните и напредокот на државата, додека сите не плаши со некакви си идни можни блокади. Овој апсурд не е виден никогаш во политичката историја. Но она што е видено и се повторува е периодот од 2008 година, кога ВМРО ДПМН беше на власт. Тогаш од лидери во ЕУ интеграциите паднавме на последното место. Сега повторно, влада на ВМРО ДПМН сака од последно место конечно да се откажеме од планот за евроинтеграција. ВМРО ДПМН и Мицкоски се цунами за Македонија. Ова влада е влада без чувство за одговорност, лидерство и грижа за граѓаните. Ова е влада која во 100 дена само се жали, бара оправдување и внесува параноја во општеството. Наместо за надеж се говори за дестабилизација. Наместо за решенија се отвораат нови проблеми. Наместо за мир и градење мостови се создаваат нови надворешни и внатрешни непријатели. Ова се политиките на ВМРО ДПМН со кои сакаат граѓаните да ги направат гневни, раскарани и откажани од подобар живот. Почитувани граѓани и граѓанки, најголемата трагедија што ВМРО ДПМН всушност сака повторна билатерализација на европските преговори и спорот со Бугарија. Треба на сите да им е јасно. Спорот со Бугарија не беше веќе билатерален. Со тешки маки успеавме од таков да го донесеме во рамки на преговорите. Ние веќе не преговараме со Бугарија, туку со Европската Унија, а ВМРО ДПМН сака пак да го билатерализира. Значи, целта е да се врати наназад, односно да се отвори повторно билатерален проблем. Како планира Мицкоски со реторика на расправи и конфликти да обезбеди подобри услови со Бугарија во билатералната
комуникација. Свесен ли е дека ќе добие само по лош договор? Свесен е, но тоа е очигледно и целта. Ова прашање да биде повторно и повторно главна тема во медиумите, а расправите со соседите главна алатка за неговата пропаганда. Јас и понатаму сум уведен дека со промена на уставот, што е јасен услов во преговарачката рамка, ништо нема да изгубиме. Напротив, ќе добиеме. Тоа е најдобриот начин да се заштитиме од натамошни барања и уцени. Тоа е единствениот начин веќе за секој проблем со кој може да се соочиме во иднина да биде решаван во рамки на Европската Унија пред сите членки, а не само Бугарија. Тоа е начинот веќе да нема билатерализација на проблемот. Со почеток на разговорите ние веќе никогаш нема да преговараме со Бугарија, туку со Европската Унија. И тоа е гаранција за нашиот пат кон членството. Ви благодарам.